Почитувана публико, среќен 8 март. Добре дојдовте на Пич Прич. Вечерва зборуваме за влакна. Да ги поздравиме нашите раскажувачки. Елизабета Шелева, Лила Милич, Мима Симич, Албулена Карага, Марија Радковиќ, Софија Ристевска и вашите Пич Прич домакинки. Уживајте. Добро вечер, почитувана публико, и добре дојдовте на четвртата поред гала вечер на раскажување женски приказни. Јас сум Ана Василева. Јас сум Румена Божаровска и голема чест ми е што вечерва можеме заедно во окав број да го прославиме овој многу битен празник за човештвото. Секако, Пич Прич, гала вечерта традиционално се одржува во Скопје на 8 март, меѓународниот ден на жената, кога ја одбележуваме женската борба за политичка, општествена и економска еднаквост. Па нека ни е честит 8 март. Ајде. Како што веќе знаете, Пич Прич е иницијатива која што е тука за да ја промовира и продолжува женската усна традиција, женското усно наследство. Ние тука всушност раскажуваме женски приказни со цел да ги нормализираме женските искуства, да ги ставиме во преден план, да заземеме голем јавен простор и да покажеме дека и како женските искуства заслужуваат многу поголемо место во општеството и се многу битни. Секако темите кои што ги одбираме секоја година се трудиме на некој начин да допрат некој табу. Така минатата година темата ни беше добив и секако целта ни беше малку да поразговараме за менструацијата. Не зборевме кој знае колку, Ама имавме така. Една од публиката доби дефинитивно, тоа е од учесничките. Да, нешто доби. Добро. Да, оваа година повторно имаме доста сугестивна тема. Темата оваа година ни е влакна, затоа што сме свесни дека женскиот изглед е подложен на многу строго преиспитување и оценување. И притоа влакната се едни од првите параметри врз основа на кои се оценува дали една жена е пристојна, дали ги има или ги нема влакната, дали се чисти или се валкани. И ту знаеме дека горе-долу влакната се дозволени само на еден одреден дел од главата, така. Горниот. И не знам. Валкани влакна, не знам кој сака, ама сакам да кажам исто дека темата ни ја донираше, ни ја предложи идејната творка, да искористам феминатив на оваа тема, е Јана Јакимовска, која што е, да. Еве, веќе ја знаете, Јана Јакимовска настапи на првиот Пич Прич и скрши едно табу скатолошко и така, после тоа беше позната како девојката со гомното. Ова мене ми беше многу, сакав да кажам гомно на сцена, така што еве. Јуху! Тоа ми се исполни. Добро. Меѓутоа, би сакале во оваа прилика да ги поздравиме сите учеснички до сега на Пич Прич и неколку учесници. Така што еден аплауз за вас. Ги има сигурно низ публика. Фала многу за вашата храброст. Слично вечерва на сцена имаме 6 храбри жени, 4 локални и 2 регионални учеснички. Нашата прва учесничка вечерва е од мојата лева страна, тоа е професорката Елизабета Шелева. Дете веќе си позната. Професорка на катедрата за општа и компаративна книжевност, авторка на 10 книги и илјадници текстови, уредничка, преведувачка, предавачка на првата школа за род и политика во Македонија, жена која што не ретко крши многу табуа. Бети, повели ти си прва.
Добро вечер, чеда на ма. Не ми замерете, ама јас нешто ќе ви читнам сега. Игра на зборови во врска со темата влакно. И за да не го губам напразно времето, само да ви кажам, ова обраќање се вика осмомартовско влакно јавление. За влакно ќе ја одбиев Румена, кога на вечер ми предложи да настапам на Пич Прич. На толку убави теми, баш ли мене ме потрефи оваа незгода да говорам за влакнестата кауза и да ја бранам влакнестата кауза. Сетне ноќта, кога Божем ќе заспиев во заслужен одмор, во главата ми заигра таков еден силен брейнсторминг, што ни трошка сон се виде, ни заслужен рад по целодневното акање низ ежедневните трауми на Скопје. Па овој ли сеопшт консензуален душман на жените, но и на метросексуалците, влакното, да се покаже толку инспиративен и несопирлив. Така морав да прифатам. И така испадна, ова за мене да биде првиот влакнест 8 март и плюс влакнест трибют во форма на стендап тука, токму на 8 март, и тоа повеќе посетен од сите мои досегашни книжевни вечери, трибини и конференции. Фала ви многу да видам што значи тоа и како изгледа. Спонтано решив затоа, низ хумор, само иронија и асоциации духовити пред се, да ви го представам неговото височество влакното. Ова епохално влакноумие во кое живееме и со кое сме обкружени, дебело им се исплати пред се на комерцијалните интереси на козметичката индустрија, на козметичките салони и дејности, чија кауза е самата депилација. Или ампутација на влакништата кои забелја растат како жив доказ на некој перпетуум мобиле. Овој век е обележен од екзилот на влакната. Од итната евакуација на влакната од нашите кутри напатени тела кои ги боли кога ги вадиме влакната, а главен профитер од оваа мода е смртниот нивен непријател во сочната, шекерната, ласерската депилација, а понекаде богами и веќе старомремскиот презрен бридж. И така влакнофобијата, како на личен, така и на колективен план, непречено си владее и го јакне своето влијание, без посебна своја заслуга. Сега според местоположбата разликуваме два основни типа влакна. А. Бесрамни, за кои најчесто зборуваме и со кои почнав. Б. Срамни, кои имаат табу третман и не се сега толку важни за нас. Освен тоа, според степенот на нивна експонираност, разликуваме екстровертни влакна, надворешно видливи и истакнати, како што се коса, брада, шо ми е ова сега, пазуви, се извинувам. Под Б, интровертни влакна или подкожни клети влакна, кои најчесто итно мора и хируршки да се третираат. Сум имала такво, па знам. И тоа зад коленото, мислам. Според потеклото на влакната разликуваме хуманоидни и анимални влакна на телото и Б, денес особено препорачливи во исхраната и за олеснување на варењето, растителни влакна, као например целулоза. Едно време влакната си има улога на прецизен родов маркер. Па се знаеше, мажите се главно влакнест пол, додека жените обезвлакнет или развлакнет пол, со исклучок на нивната коса или флизура која треба да е што пораскошна. Арно, ама сега нештата се подизменија. Имаме 3 главни виновника за ова менување. Под А, еден стар ама познат виновник, келешот. Тој е лик од народните преданија кој е синоним на недоветност, неискуство, општо земено несаглам човек. Нешто како ликот на оној сирот Арчи од вчерашни новости кога оди на фризер. Б. Хипикот рокерот.
лик од урбаната култура, учесник или жртва на хипи револуцијата од 68, млад човек синоним за бунт против стерилната фризура, поклоник на уметноста, за кого музиката е опијат. Трет, хипстерот, лик на урбаниот фолклор денес, помодарска варијанта на горе споменатиот хипик, обраснат со брада или коса, или како заинаец стокмена во пунџа, коса, мислам овде на машкиот хипстер се разбира, кому омилена дејност му е главно надворешната имитација на бунтовноста. Општо земено влакното во сиве овие случаи се третира како фетиш. Добро е да го има што повеќе и да е што погусто. Така беше и далечната 81 година, кога мојата тогаш голема љубов, гитаристот Лјоч, пред да замине за војска, требаше да ја скрати својата коса. Пред неколку одбрани девојки, тој ја раздаде косата во вид на плетенки. И ја бев почестена и долги години ја чував оваа плетенка, се додека брат ми во налет на комунални страсти за расчистување, не ми ја исфрли големата кеса кај што беа 100 писма од Лјоч испратени за 3 месеци од војска, плюс култната плетенка. Но освен тоа, денеска би сакала и за уште еден тренд да зборам за симулација на влакна и протези на влакната кои што се во оптек и во мода. Па, например, имаме експанзија на перики и вметоци за коса, екстензии, чи може би најголем и најугледен светски промотор е американскиот председател Доналд Трамп и неговото фризурче. После имаме тренд, што ја го нареков ГМО веги, чија облик и должина е wannabe мустаките од Гоцета Делчев или евентуално од некоја чоко банана од детството. Сега малку еден пресврт во однос на тоа дека влакното е пример за објект. Тоа значи нешто што своевремено било наше, ама сега веќе не е. Па со својата појава предизвикува гадење и гнасење. Луѓе имали поефикасна диета од тоа, тек тук во чинија или чашка да си најдеш по некое влакно или влакненце. Нема болја диета од таа, бар за мене. Таа одбивност кон влакната се забележува дури и кога го изговараме зборот влакно на македонски, некако е гадливо, лепливо, не лизга, влакно, некако ти се заплеткува јазикот. Освен тоа имаме и неколку погрни изрази на југословенскиот есперанто, кој, например, викаат бара влакно во јајцето, или, например, некој дека е цепидлак, што ќе рече тип кој што со мерак саде нешто оттекува, со ситни чави барања и намќорести до фрлања, исто како некој негативец од бирократски тип или шалтерско височество или првосвештенство. Тие стално нешто ви префрлаат. Сега тука имам да кажам две мали анекдоти, лични. Во куќата на мојот вујко во Охрид имавме еден стар неудобен кревет и на него беше фрлена домашна амболија во оловно сива боја, кај темна па и груба греблива амболија. Ја завикавме Вукодлак. Ретко кој, особено ќерка ми, сакаше да легне врз неа, а уште помалку рад да спие таму. Исто кога беше многу мала, ќерка ми, како и сите деца, сакаше многу приказни, не една, цел куп, и јас кога ги потрошев сите, одев на импровизации, некој пат глупи, некој пат добри, ама и тоа кога не помогнеше, ќе и речев: пази, зад клучалката е влакнестиот, озлогласен републички инспектор за заспивање, и она ќе заспиеш. Во овој брейнсторминг што ви го спомнав, ми текна уште на едно влакно откровение. Имено, ми текна на ликот на Ќосето, нашиот озлогласен рекетар од блиското минато, ама она што ме изненади е како му го дале овој прекар, Ќосе, кој што асоцира на немање секундарни полови карактеристики, односно брада и мустак, како доказ на истите. Сега нема да навлегувам у оваа тема, пошто многу е обширна, али ми дојде стварно парадокс. Врската меѓу присуство и отсуство на влакна, поточно коса,
и кастрацијата е забележана и во митот за Самсон и Далила во Библијата. Знаете дека Самсон кога ќе ја скрати косата, всушност ја губи силата и тоа се вика пример за кастрација. Го имам своевремено доживеано на собствена кожа, како девојче, кога мајка ми редовно ме носеше на стрижење во едно одвратно шлем фризурче. Наводно зашто сум имала кадрава коса, сега кога забелја ја изфенирав, а таа коса не икела чешлање и сум негодувала при скубењето. Сега од оваа перспектива мислам тоа скубење ич не беше случајно. Меѓутоа, ова се предизвика Звонко, едно момче од соседното оделение, кога ме здогледа таква, веднаш да го повлече својот лајк и трајно да ме осакати, односно, после тоа следните 15 години не ја скратив косата и уште имам отпор кон сето тоа. За крај да кажам уште нешто. За нас во Македонија, влакното асоцира уште на една суштинска работа, а тоа е на драмата на неодамна заминатиот Горан Стефановски Диво месо. Диво месо е соеден омаж за фаталното дејство на влакното, а оваа драма ја представува и суеверната представа за влијанието на влакното. Мајката Марија од оваа драма, која настапува како пиар на демонската символика на влакното, вели: штом некој ќе проголта влакно, од неговото грло после расте диво месо. Тоа е синоним за тумор, канцер, што проголтува и им се заканува на толку многу луѓе околу нас. И на една од учесничките на Пич Прич, за жал, што веќе е почината. Значи, дивото месо, туѓото ткиво и неговата инвазија низ организмот е последица само на едно навидум беззначено, ама кобно дислоцирано влакно. И тука доаѓам до една категорија на луѓе, особено жени, за кои влакното повеќе не е дежурниот душман на убавината, туку тоа влакно е всушност луксус. Зборувам за оние девојки и жени кои поради хемотерапија, што со години ја примаат, не можат и лишени се од елементарното видливо право на влакно. И затоа, да не им судиме еднострано, дури ни на влакното и неговите другарчиња. Оти за многумина од луѓето, влакнеам значи постојам. Влакнеам значи дивеам. Влакнеам значи бунтувам, влакнеам значи оздравувам. Фала. Благодариме, Бети, за оваа креативна влакноскопија. А и ова влакнеам, значи постојам, нема да го заборавиме така. Па не, секако, и освен тоа сум прочитала, можеби некој тривијален факт некаде, дека влакната растат и од како не постоиме, значи известно време од како ќе умреме, значи се доста така пиреј, да кажам, издржливи. А сега продолжуваме со нашата втора раскажувачка, која што е една екстремно храбра жена. Тоа е Лила Милик. Таа е феминистка, трансродово лице и активистка за правата на трансродовите личности и сексуалните работници. Повели, Лила. Ти благодарам. Пред се да ви кажам дека јас имам ужасна трема. Значи, како што кажа домакинката, јас сум трансродова особа, на која што при раѓање е пишан машки род, но тој род воопшто не се однесува, не е соодветен на мојот пол. А бидејќи себе се доживувам, изразувам како жена. Кога ме понудија да бидам гостинка на гала вечерта, првото им го кажав тоа: имам ужасна трема. Но кога ми ја кажа темата на вечерта, прво си размислував: добро, Лило, шо ќе збориш. Но од кога размислив така малку подлабоко, сватив дека имам многу работи да зборам поврзани со влакна. Ќе почнам од почетокот. Значи, се започна на некои 12-13 години, кога почна првите влакна на лицето, на стомакот, нозете, рацете, мишките, газот, куропичката.
Плашејќи се и гледајќи ги другите другарки дека немаат толку екстремни влакна како мене, си викам, Лило, нешто со тебе се случува. Исто така, плашејќи се во тоа време да разговарам со моите родители на таа тема, седнувам со другарките и почнувам да ги распрашувам како они се справуваат со нивните влакна. Која ми кажува се бричи, која ми кажува се депилира, и почнувам јас, барам решение. Во тоа време имаше 3-4 салони за депилација, во кои што се јавував и ми вика, ние не депилираме машки. А јас им кажувам дека станува збор за трансродова особа. Така го зимам бричот. Си викам, Лило, нема друго чаре, земи го бричот. Одам дома, влегувам во купатило и почнувам да се бричам. Почнувам по мишките, стомакот, газот, куропичката. На крај стигам до нозете, едната левата нога ја средувам, десната нога правам таква лузна, што и ден денеска имам белек. Во тој момент се запрашав дали пак би го направила истото, но си викам, Лило, за да изгледаш мазна како другите девојки и да не ти се смеат мажите дека си влакнеста жена, иако ми се смеја дека сум мазна, мора да го трпиш сето тоа. Таа голгота траеше 2 до 3 години, се додека во селото кое што живеев не дојде девојка од градот, не се пресели, тој со Дебар Мало. Почнавме да се дружиме и во неврзан муабет ми вика, јас сум депилаторка. Си викам, супер, ти си ми другарка, девојка која прифаќа различности, па ја прашувам дали може да ми издепилира. Ми вика да те видам и ги покажувам влакната на нозете. Вика, не сега, дојде за 2 недели, пошто ти се кратки. Чекам тие 2 недели, како да поминаат 2 години. Идам после 2 недели и викам да ме депилираш, не ми вика сега, дојди вечер, пошто комшиите во селото каде што живеев, буквално седеа со тефтер на терасите и запишува кој што прави, како прави. Ми вика заради комшиите да не зборат. Викам, добро. Идам вечерта кај незе, влегувам во куќата, кафе, пиеме кафе и во муабет прави, ми викам, ќе ме боли ли? Она ми вика, не, нема толку. Ми викам, во ред. Влагаме во собата кај што треба да ме депилира, гледам еден кревет, гледам бел чаршав, си викам, Лило, невиност ли ќе губиш? И така испадна. Прва депилација, губиш невиност. Си најдов јас депилаторка, кај што немам веќе проблем со влакната и си мислам, период од година дена поминува и си викам, супер, Лило, немаш ти проблем со влакната, се појавува дечко. Таков згоден, шармантен, баш мој тип. Почнуваме да се гледаме со него нешто и као ќе имаме секс. Влагаме во кола, возиме во хотелот, додека возиме во хотелот се лапаме, се драпаме. Се лапаме, се драпаме, влагаме у хотел, кога онја со облака маицата, гледам љубовен тепих. Ми се слоши. Си помислив за момент, добро бе мажи, барем малку да се подсредевте, барем да се зашишавте или избричите, да видите кај нас едно влакненце, ке речете несредена си, а вие бе мачења, што? Ајде некако, го поминав тој шок, следува нареден шок. Како се спуштам на колена надоле, како ги соблакам гаќите, како се тргаат гаќите, гледам прашума. Си викам, што е ова? Се чудам и си мислам дека јас ке се угушам во моментот додека му го лапам. Како почнувам да му го лапам, 2 секунди лапни му го, 5 минути, плукај. Тој таман се кренал, јас вадија устата да плукам, се спуштил. Пак тој да се крене, пак се спуштил. Си викам, дебре, човек надградба ли стави? Го преболев и тоа, поубаво да му го издркав, отколку да се малтретираме јас и он. Ама помина. Се гледав со дечкото извесен период и еден ден му викам, добро бе човек, барем среди ги малку влакната, шишни ги, не мора да ги избричаш. На тоа ми се врти и ми вика, жена ми ќе мисли тогаш дека идам со други.
Во себе си помислувам, добро без сестро Златна и без шишани влакна, а пак они да се други. Помина тој период од гледање, раскинавме што раскинавме, после извесен период запознавам друг дечко. Истиот проблем со влакната. Ама сега и тука јас не средена, бидејќи депилаторката е на месец дена отиде на кај сестри, сестри си има породено, имаме секс. Одам дома. Почнува да ме чеша ужасно. Си викам, ајде може од хотелот што сум го користела шампонот, па ме чешам. Влагам во купатило, се туширам, си легнувам, не може чешањето, не престанува. Станувам са бајлето со истото чешање, драпање. Влагам во купатило, кога ќе видам на куропичката корзо од 80-тите. Пицајзли, милион. Во моментот ме фаќа паника и не знам што да правам со тоа што го гледам доле. Дал да плачам, дал да се смеам. Ми текнува дека можам единствено решение да најдам во аптека, бидејќи ако седнам со другарките да правам муабет на таа тема, ќе бидам озборувана и ќе бидам исмејувана. Се упатувам кон аптеката, молејќи се на Господ да нема никој во аптека. Ко забелја, гужва. Почнувам да гледам нешто ко рафтовите, ко не баре се наоѓам во бутик некој залишта. Доаѓа една девојка што работи таму, ми вика, да не ти треба помош, викам не, само разгледувам. Чекам гужвата да помине, си скачаат сите, доаѓам на ред и на аптекарката и викам, јас имам доле некакви миленичиња. Ми објаснува она, девојче, земи си го бричот, најубаво, нема друго решение. Идам дома, се средувам со бричот, си викам, мораш да го земеш бричот, иако си исекла. Типот почнува да ми звони. Јас секако го одбивам. Кажувам де глава ме боли, де мајка ми е болна, де морам да идам негдека. И во еден период, во еден момент ми вика, добро, да не ти причи што сум женет. Си помислувам во себе, не ми причи што си женет, бидејќи не ти е сменет. Ми пречи тоа што имаш чудни миленичиња во тебе и што си ги одгледуваш, што не ги средуваш. И така порано имав многу голем проблем со влакната, кој што денеска ги немам. Едноставно луѓето ми викаат дека сум жена која нема влакна на јазикот, бидејќи порано се плашев. Бидејќи порано се плашав да зборувам отворено за тоа која сум јас и што сум јас, така допред негдека година дена, кога заедно со уште една личност, исто трансродова особа, почнавме гласно да збориме и да се активираме за правата на трансродовите особи, да почнеме да го променуваме општественото мислење и да се залагаме за правно признавање на родот. Станавме погласни и поактивни. Така и тогаш кој ствари ги изгуби влакната на јазикот. Што после тоа следува модниот викенд, каде што бев дел од ревијата на модната дизајнерка Ирина Тошева. После тоа имаше изложба на транс девојки овдека во Скопје, која беше насловена како Девојките од Скопје, на фотографката Лепа Георгиева. И се разбира спотот на песната за Евровизија на Тамара Тодевска. Едноставно влакната мој ги тргнав од сегдека, лесно се справувам со нив, се справувам и со тугите влакна лесно веќе, но луѓето веќе имаат проблем затоа што не може да се справат со мене, бидејќи јас немам веќе влакна на јазикот. Ви благодарам. Браво, Лила. Навистина храбро, ќе остане запаметена оваа твоја приказна по многу работи, вклучително и куропичката и еден куп други твои прекрасно сликовити описи. Но секако и ти посакуваме уште повеќе влакна да немаш на јазикот. Нека ти растат, сестро. Одиме понатаму со најпознатата лесбика на Балканот, Мима Симич. Мима Симич е навистина многу сестрена личност. Таа е авторка, активистка на различни типови на медиуми, исто така пее. Имаше бенд кој што се викаше Дрвена Марија или не пееш? Ја тебе ниш не разумем, Добра, тој македонски.
Можам да кажам што сакам за Мима Симич и не е битно. Беше прогласена за ЛГБТ и лице на деценијата во Хрватска. Pazi, konkurencija je jako slaba, kojiš. Možda je u tome problem, ne da sam ja toliko dobra, nego... Мима вечер веќе зборува на хрватски јазик, мислам дека го разбираме, така што повели Мима. Хвала. Hvala lijepa. Znači, sretan vam dan žena. Francuska filozofkinja i spisateljica Monique Wittig jednom je prilikom izjavila da lezbike nisu žene, tako da ja ne znam zapravo što radim ovdje. Osim zapravo znam, rumena mi se oduvijek malo sviđa, pa se nadam da će biti neke akcije do kraja večeri. Gdje sam ono stala? Dobro, glavna junakinja moje priče, koja sam ujedno i ja, događa se u 90. godinama u Zadru u Hrvatskoj. Vrijeme je rata, s jedne strane imate opsadu i bombardiranje, s druge strane, ako ste queer osoba, lezba, peder, trans, itd., bilo koja takozvana seksualna manjina, imate i drugu vrstu opsade, to je opsada šutnjom, što znači da u to vrijeme nije bilo osoba u javnosti, nije bilo književnica, nije bilo nikoga zapravo prema kojem bi mogao stvarati nekakvu vrstu referentnog sustava za vlastito postojanje. Nije postao ni jezik, znači, kojem ste mogli sebe naći i na neki način se pozicionirati u tom sustavu. Što znači da sam ja kao većina queer osoba koje odrastaju u malim konzervativnim sredinama, u malim konzervativnim zemljama, vjerujem da znate o čemu govorim, sam morala otići iz te zajednice da bi pronašla sebe, što se dogodilo u Velikoj Britaniji, gdje sam pronašla cijelu subkulturu, časopise, filmove, književnost i zapravo jezik unutar kojeg sam mogla ja odjednom postojati. To je bio naravno kao svima koji prolazi taj proces autanja, to je bio trenutak golemog olakšanja, ali istovremeno trenutak golemog bijesa, jer sam shvatila da ono što se događa koji kakvim mimama u Hrvatskoj, u Zadrima, Splitovima, Dubrovnicima itd., da se to ne bi trebalo događati, da ta šutnja je vrijeme da se rasturi. I kad sam se vratila u Hrvatsku, misija mi je bila autat se na svakom mogućem mjestu, od roditelja, prijatelja, kolega, profesora, u liftu, u apoteci, u banci, gdje god se otvori prilika, na ulici, naravno, Prideovi su se počeli događati u Hrvatskoj 2002. i to je bilo jako krvavo prvih 10 godina. To je bilo, ako ste pratili, to je bilo dosta nasilno autanje i nasilan proces stjecanja nekakve vidljivosti. I onda sam nakon tako jedno 4-5 godina gdje sam pokušavala zauzeti što više prostora, shvatila sam da mediji zapravo, ako date intervju, a pritom ste književnica, medije zapravo više zanima to s kim se, da prostite, jebete, nego koju ste knjigu napisali, a ja sam ipak puno bolja književnica nego lezbika, to će svaka moja djevojka posvjedočiti. I onda sam shvatila, ok, neću davati više intervjue u medijima gdje me pitaju ono kako su mi roditelji reagirali, nego želim otići u neki prostor gdje te ne može zapravo, takvo pitanje se ne može ni postaviti. I naravno to je trebao biti prostor koji je što popularniji, što, znači otvara prostor za što veću vidljivost. U to vrijeme u Hrvatskoj, a i regionalno, mislim, najpopularnija emisija je bio kviz Ko želi biti milijunaš, koji sam ja naravno prepoznala kao idealan prostor za autanje. To je bila samo ideja, razumijete? Mislim, od te ideje treba se puno toga poklopiti i dogoditi. Znači, to je bio prostor kroz koji su prošli stotine, tisuće natjecatelja i koji nekako se ispostavilo da nikad niko nije imao istospolnog partnera icu. I što je malo ipak čudno, jer navodno je 10% populacije, po mom iskustvu puno više pederi, lezbe i slični. U svakom slučaju, meni je trebalo 6 mjeseci da ja upadnem da me napokon pozovu na snimanje i sljedeći je bio korak ko će ići sa mnom na snimanje, zato što je to isto dosta bitan simbolični čin ko vas dolazi podržati jer imate ono foru pratnja u studiju. I prvo sam naravno pitala tadašnju djevojku Natašu će ići sa mnom, ona je odmah odbila, naravno ko želi sa mnom biti viđen u javnosti. Pitala sam braću, nisu htjeli, bla bla, i bila sam dosta očajna i 2 dana prije nego što trebamo otići
snimanje, razgovaram sa svojim ocem, koji inače u istom tom Zadru iz kojeg sam ja pobjegla, radi kao profesor fizike i ima nekakvu reputaciju pedagošku, ajmo reći. I on kaže meni, ja bi išao. Sad, ja sam se u tom trenutku naravno oduševila, ali i zasrala, jer čovjek koji u tom trenutku ide samo pratiti svoju kćer lezbiku, on se isto auta. Znači, autanje roditelja koji zapravo živimo u društvu gdje je stigma na roditelju nekad i veća nego na samoj gej osobi. I ja sam shvatila u tom trenutku da sad ne samo da ja moram prikazati te lezbike u dobrom svjetlu, nego moram i ne osramotiti svoga oca. Ja sam mu rekla, super, čača, evo, ako osvojim ništa, dobit ćeš 10%. I mislim da je možda ipak to isto presudilo, on se nadao nekim parama. Uglavnom, dolazimo na televiziju taj dan, da bi doznali, kažu nam na ulazu, da će ta epizoda biti emitirana na Uskrs, koji je, ako niste znali, najveći katolički blagdan. I moj otac u tom trenutku malo je posrnuo i rekao, još uvijek to želiš napraviti. Ja kažem, jebi ga, zato smo došli. I sada sljedeći korak, ulazimo tamo i sad dobivaš, ako si žensko, dobivaš formular na kojem je prvo pitanje jesi li udana, živiš s partnerom ili si neudana. Znači, ako si lezba i živiš s partnericom, ti ne postojiš. Znači, to je ova ista nemogućnost, znači ta struktura te ne prepoznaje nigdje. To je ta, nemaš jezik, nemaš postojanje, nije tvoje nigdje uopće pretpostavljeno kao mogućnost. Ja sam u tom trenutku zaokružila živim s partnerom i dodala gore icom, malo sam lektorirala njihov formular. I sada je sljedeći korak, kad sam to odradila, još napisala neke svoje hobije, kako volim mačke, naravno, ko svaka lezba, poštena, itd. I sada treba proći sljedeća runda. Znači, sve ovo se trebalo poklopiti, dolazi sljedeća runda, najbrži prst. Ne znam ili znate nešto o tome. Ja sam srećom 10 godina vježbala taj najbrži prst. I super mi je, zato što znam točno kakva je publika kad skuže ovu foru. Inače, kad ovo pričam, nekad publika ušuti, ne razumije na što se referira. Anyway, sad bilo je neko još pitanje, hvala Bogu, iz književnosti, ja sad završim na ovom hot seatu. I sad počinju problemi. Molim, Monika, Ljubka Hosteso, upali slajd. Znači, Monika se toliko udubila u moju priču. Evo, pogledajte tu frizuru. Znači, moja tadašnja djevojka Nataša, očito sam trebala naslutiti iz ove frizure da me želi ostaviti, ona me šišala. I, znači, to je bilo smeđe, onda je bilo to nešto plavo i to je bio neki, izgleda sam ko Milko Đurovski u najgoroj fazi. I sad ja tu sjedim, znači ja moram, em sam lezba, em imam ovakvu katastrofa frizure, em mi je čača u publici, znači em tu imam samo 1000 kuna, inače. Znači, evo, ne znam, vi pederi lezbo u publici, vjerojatno ste, ima vas, vidim vas sve. Na Tinderu sam vas već lajkala. Znači, ako ste peder ili lezba i autate se, morate često unutar svog sustava i društva dokazati da ste bolji od svih ostalih da bi mogli opravdati to što ste drugačiji na tu foru. I sad ja tu dolazim, nije dovoljno da se ja kažem, gle, ja lezba. Mislim, ako ispadnem glupa lezba s lošom frizurom, to je gore, to je propast misije, znači to je katastrofa. Naravno, bilo mi je užasno bitno i to je bio zapravo ključ kako će Tarik, koji je tad u to vrijeme bio najpoželjniji hrvatski neženja, on je bio turbo zvijezda regionalno, kako će on odhendlati to moje autanje zbog toga što njegova reakcija je zapravo na neku foru oblikuje reakciju publike. I sada bila je neka pauza za reklamu i on vidi tamo na tom formularu to moje i pita me, jel hoćeš da te pitam za to, što je bilo super. Znači on mene u pauzu pita, ja kažem da, zato sam došla i sad on krene u nekako neobavezni razgovor, a tad sam bila još na par 1000 kuna. Nešto me pita, je bilo mačaka ili nekog hodočaša, ja kažem, bla, bla, i kaže on, onda kao živite sa svojom partnericom, ja kažem da, sa svojom djevojkom, kažem kako se zove djevojka, znači on još ide jedan korak dalje, ja kažem Nataša, i on nastavi dalje pitati nešto o filmskoj kritici. I to je bilo najbolje moguće, znači ljudi doma, milijuni u bivšoj Jugi gledaju na Uskrs, milijunaša tamo, kaže neka osoba s lošom frizurom da živi s djevojkom i on nastavi se ponašati kao da je to najnormalnija stvar na svijetu, što naravno nije, ali ovaj oblik, ovaj format tog kviza je takav da ne možeš reći ups, vi ste lezbika.
kako to žene rade. Jednostavno, ono što bi svaki drugi format medijski išao eksploatirati, ovdje se to ne može dogoditi. Ja sam s tim računala. Ali naravno, sada moram osvojiti neke pare u ovom trenutku. Otac se preznojava, ja isto. I srećom, evo sad ću skratiti, nemam puno vremena. Znate kako ono Bog mrzi pedere, ali voli lezben, zato što mi je plasirao fakat dobra pitanja. I ovo mi je najbolji dio zapravo. Ne znam ako ste gledali onaj film Slumdog Millionaire. Ima ona fora kako ti pitanja dolaze s obzirom na to što se u životu događalo. Meni je zadnje pitanje, ja inače sam iz zemljopisa katastrofa. Znači ono, moje znanje, mislim, ako mi neko kaže istok, ja se odmah gledam je li to desno ili lijevo mahovinu i sunce. I uglavnom, pitanje iz zemljopisa za 125.000 kuna, znači 4 koraka do milijuna, pitanje iz norveškog zemljopisa. E sad, vjerojatno da vi ništa ne znate ovoga. Moja prva cura je bila Norvežanka i jedan jedini dečko, to je bio eksperiment s kojim sam bila, je bio Norvežanin. I on je bio iz Bergena, a Bergen je bio odgovor na to pitanje. Tako da ono, fakat sam tu zakucala i to je bilo ono, ajme, to je bilo zaokružena misija uspješna autanja na milijunaša. Naravno, sad je bio sljedeći korak gledati kako će reagirati mediji, jer to je naravno nije moglo proći nezapaženo, kako će reagirati takozvana zajednica i kako će reagirati ljudi na ulici, zato što, mislim, ako se autate na najgledanijoj emisiji kao lezba, mislim, šanse su da bi se moglo dogoditi svašta. Prva stvar koja je bila, tada je izlazio časopis Arena, ne znam jeste to pratili, vidim da je mlađa ekipa. Uglavnom, Arena je bila dosta popularan nekakav ženski, malo desni časopis i prvi broj nakon tog mog nastupa, Tarik siroti na naslovnici, piše crni dani milijunaša. Susjedu razbio auto i ugostio lezbiku na Uskrs. I sad, a ovo mi je super s dlakama, zato što je njegova slika, on je inače najpoželjniji neženja, ali na toj slici on jedan obrastao u bradu, dvodnevna brada, onako sve čekinjao lice, siroti Tarik, i ono i unutra na duplericu oni raspalili, navalili na sirotog Tarika, kao da je on mene mogao odabrati tamo. Mislim, ali sama ta činjenica da ste se vi samo spomenuli da imate curu, oni traže cenzuru, mislim, to vaše postojanje u svijetu koje čak ni riječ lezbika nije bila izgovorena. Taj moment u kojem vi prepoznate zapravo kako funkcionira sustav, znači vaše postojanje je tu nepoželjno. Uglavnom, Arena tako prođe, Tarik i ja se čujemo, izražavamo si support, jebiga. Druga stvar, naravno, kako je takozvana zajednica reagirala, tad je u to vrijeme uglavnom na forumima bila ta LGBT ekipa i ja idem čitati forume i nekoliko komentara ide u tipa nije se ni morala autati. I vidite kako izgleda. Znači ova frizura, ako imate ovakvu frizuru, ljudi iz zajednice će misliti da ste lezba. Mislim, to je isto dosta problematična stvar zato što bitno je izgovoriti stvari. Nije dovoljno da izgledate. Osim toga, kada izgledate ko lezba, to uglavnom vas prepoznaju samo oni koji taj kod čitaju i razumiju. I to me malo nekako razočaralo da nije prepoznata važnost artikulacije toga. I sad treće, evo vrhunac moje priče, ulična situacija. Ja sam odmah nakon tog milijunaša sam išla ofarbati kosu skroz u plavu da me ljudi što manje prepoznaju. Bila sam malo ipak u frci. Sad sjedim par dana nakon toga u kafiću, ko što osoba koja je osvojila 125.000 kuna, ne mora ništa više ni raditi. I sjedim i vidim krajičkom oka nekakva žena nabrušena ide prema meni, vidim bit će sranja. I ja se namještam se za udarac. Kaže ona meni, jeste bili vi neki dan na televiziji? Ja kažem, jesam. Kaže ona, vratite se na smeđe. Smeđe vam je kosa bolje stajala. Pouka ove priče je da vam nekad frizura može više problema u životu stvoriti nego seksualno opredjeljenje. Hvala. Огромна благодарност ми има за ова исклучително забавна и важна епизода од вашиот живот. Продолжуваме со нашата следна раскажувачка, тоа е Албулена Карага, која што јас лично ја познавам како жена, како што кажа веќе Лила, без влакна на јазикот, која што многу пати проговорила за многу деликатни теми, на многу артикулиран начин. Се надам дека и вечерва ќе чуеме нешто за тоа. Инаку Албулена е мировна активистка, феминистка. Повелете. Фалим да е Дана. Parasetiani surime tat Marcin gjithave.
Nek ni je čestit 8. mart. Jaz ki vi razkажem една приказна за едни влакна. Си била едни влакна, кои што живееле во различни региони на телото на една жена. И после години и години мачење, Елизавета тоа многу добро, сите начини на тортура и изложеност на насилства веќе ги прикажа, решиле толку више. Ова не се трпи, ова мора да престане, мора да се организираме, да се мобилизираме и да се бориме против. Ова веќе за повеќето од нив е борба за опстанок, а за некои борба за подобар живот. Што е исто така валидно. Скрос окей. Не мора да се надпреваруваме кој е по-напатен. И сега почнала мобилизацијата, влакно публично контактирала една другарка од Потпазов, другарката од Потпазов контактирала една друга другарка од пределот на Брадавици и решиле, супер, ќе организираме еден собир, неколку дневен, и разговарале дали треба сите влакна да ги викнат, или најзасегнатите влакна со овој проблем. И после многу дискусии рекле, окей, свесни сме, различни се нивоата на изложеност кон насилство, различно се засегнати, за некои стварно е борба за преживување, ама па ни на доминантната мнозинска привилегирана група влакна наречена коса, ни на ним па не им е лесно, ги ампутираат редовно. И сега рекле, окей, ќе пратиме повик, сите ќе ги поканиме, ако има интерес ќе дојдат, ако не, нема да дојдат, тоа ќе ни биде индикатор. Окей, пратиле повик, интерес, машала, кога вечер. Се појавиле влакна од сите телесни региони. И сега целта на овој собир бил малце да се запознаат, доаѓаат од различни телесни региони. Специфични групи на влакна имаат специфични проблеми. Имаат различни искуства, зборат различни јазици. Имаат различни политички убедувања за куп прашања. И за куп прашања не се согласуваат. Ама свесни се дека по ова прашање важно е да соработуваат затоа што заедничка е борбата. И сега прва сесија, ова трае повеќе денови, ама нема да ви раскажувам, пошто ем е долго, ем досадно. Ама некои фрагменти што ми се чинат важни, ќе ви ги раскажам што се случува во овие денови и овој собир. Почнуваат прво да се запознаваат и да кажат која им е мотивацијата, зашто воопшто дошле, кои искуства ги довеле на ваков собир. И почнуваат и раскажуваат влакната и после тоа ти гледаш дека ова се прилично истравматизирани влакна. Знаеш, тоа ти се влакна кои што живеат под константен стрес, неизвестност, страв дека било кој момент може да исчезнат. Влакна кои што треперат од звук на епилатор, кои што само мирисот на восок им е уплав, да не збориме било што лепливо. Пинцети, ножици, конци, се бегаат од нив. Се кријат под ќошеви, под кожа, каде стигнат, ама важно да спасат глава. Сега, окей, како што има споделувања, се јавува влакно од коса. И окей, вика, ве слушнав и не сакам никога да навредам наискрено, ама јас долго живеам и наискрено, окей, слушам ја ова жилет и восок, не знам, ама јас таков проблем во живот не сум имала. Најсериозно. Сега сум образована жена, не ми беше лесно да стигнам овде каде што сум. И вика, ама ако се бориш, ако си воспитана, ако си умерена, ништо не ти можат. Јас во живот неам видено жилет, сега не знам за вас. Окей, ја гледаат, расте малце тензијата, се ова друго влакно, исто од пределна коса. И вика, добро, само затоа што не си видела жилет, не значи дека тоа не се случува, читај Црна хроника, жено. Окей. Ја вика, не, ја Црна хроника најискрено не читам, тоа е многу негативна енергија. Тоа јас верувам во позитивност. И тоа, ако имаш позитивни мисли, тоа е само позитивни вибрации. И јас се обидувам така, чисто таа духовна простор да ми е. И овак вика, окей, не читаш Црна хроника, ама чисто да си свесна дека ни јас, ни ти не сме ни најпаметни, ни најхрабни, само се трефнало да бидеме во најкомотниот предел. Не, жено, не е до тебе, имаш пристап до фен, до шампони, регенератори, па затоа можеш и сјајна, и витка, и не знам ти каква да бидеш.
ne znam ja to, ja sam moj šampon si se borev. I okej, se otvara tuka kup temi i sada imaš od različni poziciji. Ima tuka malce pasivna agresija, malce sarkazam, malce ironija, ama ima i povezivanja od koji što se neočekuvani. Evo, dve vlakna od ist predalama, ne razmisluvat na ist način. I sada izleguvat na pauza, otkako već je spodvelile, se zapoznale i diskutirale nekoj temi koji što gi zasegat. I jedno vlakno mu prijađa na drugo vlakno. I vika, Lele, mnogo ubava sporiš. Da ne kažeš od koji predal si, mislev deka od kosa si najvjerojatno. Znači, sekoja čest. Mnogo ubava zboriš. Tečno, službeniot. Ić ne se poznavaš, ić. I se ova Vaja praša, dobro namjerno je, stvarno misli da ga komplimenti dava. I ova vika, kako misliš ne se poznava? A vika, pa tako, znaš, mnogo si fina, urbana, emancipirana, obrazovana. I ova vika, kako gi zamisluješ ostanatite od moj predal? Pa, i se ja konta ova deka lizge i se obidova da se vadi. A dobro namjerna je, stvarno nema loša namjera. Vika, pa znaš, malce mi se činat ko po tradicionalni. I ova vika, pa dobro, zapoznaj poveke, pa ima i pogolem primjerak za da znaš. Ne se ima kup vakvi situacijama, ima i ubavi bondinzi. Сега целта на соберот им е да имат различни перспективи и крајната цел е да може заеднички да делуваат, да спремаат акции. Ама за да стигнат до дискусии до кои методи се соодветни, за кои контексти и каква поддршка им треба и солидарност, викаат ај прво ние малце поструктурирано да мапираме противници на нашата борба и сојузници и сојузнички на нашата борба. И окей, фаќа пенкало едно влакно, излегува пред флипчарт и брейнстормираат прво што им паѓа на памет. Противници. И почнуваат. Маме имеју, тоа е воени профитери, салони за депилација, фризерски салони, цела модна индустрија и сега се редат таму, купиштат, сите фрустрации се вентаат и се појавуваат медиуми на противници, стандардно. Арнома медиуми се појавуваат и на мапата на сојузници и сојузнички. Сега се вртат малце помоќувачки, има и луѓе кои што не поддржуваат, односно феномени или кој год, нешто може да направиме. Сега викат кои ни се сојузници. И дофрлува некој вика Болка. Болка ни е добар сојузник. Суперлинк ни беше долги години со кожа. Значи, како ни олеснуваше соработка, мераци. Сега нешто малце со ова технологијата и истраеле ова. Повеќе трпат Болка, ама Болката е добар сојузник. И окей. Ајде некој друг. И сега се јавуваат исто времено и едногласно публично влакно и подпазовно влакно. Феминистички убедувања, фала, сестри, да не бевте вие, ние тешко дека ќе пркневме. И се јавува исто така влакно од пределот на веѓи. Вика, пиши таму делови од поп култура. Како вика мислиш делови од поп култура? Вика, па еве, стана поп-икона оваа една уметница ли е, не знам што е, мексиканка, една Фрида се вика. Пркнавме малце и ние. Иначе, тешко нас. И сега продолжуваат и дискутираат за различни методи. Одат, дал треба протест, дал треба ситин, доколку организираат протест, во кој предел е најсоодветно да го организираат, дал ќе биде тука негде во овој предел, па цело тело да го фатат. Па ситин ако направат, ќе пушти некој музика, нешто ќе се наежиме, ќе станиме, не е тоа добра техника. И, окей, размислуваат и сега промислуваат постојано овие за различни начини на делување, а бисери и најубави моменти има во неформалното време. Седат група на влакна, си пијат, малце се носталгични и едно помладо влакно им приоѓа на неколку седи влакна и вика, бе, баш размислував пред некој ден, вика, може ли да ми кажете кои биле најстрашни периоди за влакна и некои златни времења? И едногласно, овие викаат, ма 60-70 беа златни времења. Тоа слобода, па тоа може да дишеш, бре, сега сончев зрак не може ова да види.
meraci. I se javilo jedno drugo vlakno i vika, ma vidi mila, ja sam tip obično vlakno. Nema me dolgi životen vek. I nema me istorija na zapis. Zato što nikogaš ne stignavme da živejeme dovoljno dolgo, za da može da zapišeme to što ni se slučava. I vika, ti zamisli, taman ke naučiš A, B, C, nekoj ke dojde ke te skorne so vosok. Ama vika, imavme solidarni drugarki. I vika, jaz povekето od ova što go znam, iako ne pamtam, go znam od drugarki od drugi predeli na vlakna, na телото, čak i od drugi tela, koji što faќале белешки и запишувале за сите маки кои што нашите предки ги имаат издржано. Има записи, тоа е баш моќно за читање. И вика, 90-ти, тоа што слушам, биле најстрашни. Баш прилично тешки за носење, затоа што се појави тој период, некоја си мода од Бразил и стигна некој си начин со восок цела ја истребуваа. Значи цела, воопшто корен да не остане. И ти тогаш немаш кого да мобилизираш. Знаеш, таман ке пркне, не можеш. Ама со солидарност, со други влакна, од други предели, од други тела, како течаа годините, стигнаа негде 2000-ти и после тоа пркнавме малце. Знаеш, почна мала линија, мало триаголниче, ама имаше помак и тоа видлив помак. И сега сме стигнате дури до тоа, замисли, на некои тела воопшто сме нечепнати. Така да јас верувам во општествена промена и мислам дека може. И така овие седат и малце се распекмезуваат и убаво им е. И уште размислуваат кои се најсоодветни начини за борба, ама важно и покрај сите разлики и несогласувања, знаат дека некои борби се важни и дека солидарноста е клучна. Фала ви. Браво, Були, фала ти за оваа фантастична алегорија. Гледаме сите позади, имаме влакнести профили, инаку слики, па за тоа се вртиме, бидејќи нашите гостники не ги виделе. А Були, заборави да спомнеш за порноиндустријата, како влакноци да има направено. Во се надевам, ќе во следното издание ќе влезе и тоа. Одиме со нашата следна учесничка, тоа е Марија Радковиќ од Србија. Марија Радковиќ е исто така сестра уметница, само следнете ја малку на Инстаграм и на Фејсбук ќе видите што све не прави. Јас ќе ја представам како авторка, како писателка, како новинарка, како теоретичарка, како активистка, феминистка. И ќе ја замолам да ни ја раскаже својата приказна. Повели, Марија. Hvala što ste me pozvali. Ja sada prvi put govorim ovu priču koja je nastala samo kao govorna priča, ne postoji nigde zapisana i neće postojati. Rekao mi je, sve će biti drugačije kada ti porastu dlake. Ja ne znam da li ste vi nekad skupljali albume sa sličicama. Uglavnom ima ta nagradna igra i ti skupiš sve sličice, onda spakuješ album i pošalješ i onda dobiješ nagradu. Ja sad ne znam, ja to nikad nisam dobila i ne znam, ta deca koja su dobijala ili odrasli, ili ja ne znam, ja njih znam samo kao neka imena iz nekih gradova, mesta, zaseoka, zadnje pošte, nemam pojma, u kojima nikad nisam bila. I samo sam ih saznavala iz onih, piše Petar Janković iz Svileuve, zadnja pošta Vladimirci. Nemam pojma gde je to. Ja sam imala sistem. Ja sam skupljala sve albume. Transformerse, Ninja Kornjače, one koji nisu za devojčice, Evoxe, to su svi mrzeli, ja sam obožavala. Gradove, Životinjsko carstvo, sve što postoji. Imala sam sistem. Kod skupljanja albuma jako je bitno da se sličice kupuju na različitim mestima. Ja sam imala taj neku svoju mapicu kojom idem. Naravno, jako je dobro ako se ide u neki drugi deo grada ili ako neko dolazi iz nekog drugog dela grada ili drugog grada, dobro je da se prošara, da uvek postoje te sličice sa strane. Uglavnom, neka moja osnovna ideja je bila da kupim kod škole, kod Udine mame, da kupim kod Milana, to je preko puta zgrade, da kupim kod Nove robne kuće,
tu neki deda gluv prodavao, ali tu nisam voljela da kupujem zato što kad dođe puno dece, on gleda da neko nešto ne ukrade i onda uvek nekako neprijatna je ta situacija. Četvrtkom sam kupovala u ovoj samoposluzi, tako se ranije zvali supermarketi, tamo je radila neka, tamo smo išli četvrtkom, mama radi popodnevnu smenu i onda mi moramo da idemo u supermarket, samoposlugu, tamo radi mama od nekog drugara i onda ona tamo broji i onda kaže previše ste kupili sličice i tako dalje, nešto pravi se pametno. Uglavnom, nisam to voljela. Petak, opet negde u gradu, gde god. Subotom i nedeljom su bili s roditeljima, tad nije bilo kupovine sličica, ili ako oni baš kupe neku sličicu, ili baba i deda ako dođu, to je to. Uglavnom, jako je teško bilo skupiti sličice. Znači, uvek su se pojavljale neke, ja čak mislim da su određene trafike imale određene, ne znam, kao, recimo tu Španiju, imala sam 9 Španija. I baš sam je nekako omrzla sam celu zemlju zbog toga što sam imala tih. S druge strane, recimo Albaniju sam volela jer sam jedina ja imala Albaniju. Svi mrze Albaniju, ali ja imam jedina sličicu Albanije, to su čak znao se u školi, ona devojčica što ima Albaniju. Mislim, prva popunila. Isto neke niste znala da postoje, recimo Tuvalu, glavni grad Funafuti. To sam naučila iz sličica. Nikad nisam bila. Uglavnom, ja imam taj plan, ali nekako ja uvek recimo, treba da se popuni 300 sličica, ja imam 650 duplikata. I ja ne znam šta da radim. Znači, tu kreće menjanje, molbe i tako dalje, ali to ništa ne funkcioniše. Dečaci su imali one tapkanja i tako dalje. Devojčice uglavnom jedne s drugima daju sve duplikate. Mislim, uglavnom ja imam tih duplikata svega i nekako sam bila dosta ambiciozna, ali bez uspeha. Ali ti ljudi što prodaju sličice, oni su se, imam utisak, nekad sažalili. Recimo, jednom Dudina mama, mislim se zalepilo i dala mi je jednu kesicu više. Kod dede sam jednom ukrala, a Milan mi je jednom dao 7. Ja donela 150 dinara, to su 3 kesice sličica, i ja dolazim, 7. I ja kao, hvala, super, okrenem se i odem, kao pravim se luda i to. I onda sam se radovala i... Mislim, tad sam odlučila, ja moram nekad da skupim album. To je 7 puta 6, mislim da je to 42 sličice. Mislim da dobila sam pa sigurno 10 novih. I onda sam odlučila i rekla sam roditeljima, ja ću da skupim ovaj album, ja bih voljela da mi vi u tome podržite. Mama je rekla, pa dobro, skupljaj. Ja sam rekla, ali hoću da ga pošaljem ovog puta i hoću da dobijem bicikl. Mislim da je bio bicikl. Ima i nekih drugih nagrada, ali bicikl je glavni, ali ako može i barbika, mislim. Uglavnom, mama je rekla da je to izuzetno glupa ideja, popuniti album i poslati ga nekome. Razmišljala sam ja o tome, ali ipak bicikl je bicikl, mislim, album mogu i neki drugi od ovih duplikata. Tata je rekao, pitao je neka glupa pitanja, rekao je tipa koliko košta slanje, da li to može da se piše dečjim novinama ako ostane neki, i to je stvarno dobra bila ideja, pošto ako ostane 3-4, onda se piše dečjim novinama, oni pošalju samo te 3 i onda kao se završi. Mislim, može da se piše, ima tu sistem, može da se piše ako ostane 10, ali mora sa raznih adresa, a tata to nije uopšte hteo da se cima oko toga, ali kao ako bude 3 ostalo, on će pomoći. I to je, meni je to bilo značajno. Uglavnom, sad dolazi i do menjanja. Jednom je, a taj Milan što je radio, on je bio nekako star. Mislim, on ima dlake na licu, ima onako kao perut i nekako, nikad ga nisam videla van trafike. Kao na televizoru nekom, neke žuto svetlo, čovjek. I on je ovako samo izbacio jednom ruku i dao mi neki svežanj sličica. On je imao još više duplikata nego ja. I sad ja ne znam da li ti ljudi što rade tamo, da li oni kradu sličice, da li kupuju. Mislim, ali i oni nekad skupljaju. I mi je dao te sličice, ja sam uzela, okrenula se i sad gledam. Mislim, ali to je bilo nekako sve
zbrda zdola, ja ne znam, ja sam imala spisak. Ja sam imala šta mi fali, šta imam, sve zavedemo, svi duplikati, oni dupli duplikati, bili su po redu. Sad ja ne znam, ja sam videla da on ima dosta toga što ja nemam, ali meni je potreban sistem, ja moram da sednem, da to uporedim, da, mislim, ja sam njemu vratila. On kaže, pa jesi uzela? Ja rekao, pa nisam mi ni rekao da mogu da uzmem. Pa ne, mislim, možeš da uzmi sve što ti treba, kao, znam da skupljaš, mislim, možeš da dođeš sutra u smenu, ja sad moram da idem, završena je smena, a on je radio jednom prepodne, jednom popodne, mislim, ja sam dolazila samo kad je tu negde prepodne, popodne, mislim, logično kad su roditelji na poslu i to, i onda ja prvi put četvrtkom dođem do te trafike. Mislim, inače ja sam uvijek išla sredom. Ja ne znam da li vi znate kako izgleda trafika. Trafike su tad bile onako sa svih strana stakleno, znači tu su neke najvažnije novine napred, ima ta kockica kroz koju se vidi čovek, sa strane imaju, tu su napolju su one Coca-Cola i pića i to, sa strane, to iz profila od trafike, ima ti porno časopisi, ribolov, penzija, svi časopisi koje niko ne čita, mislim, ili bar uvek stoje, pratila sam to, ne menjaju se oni. I ne znam, ja ne znam da li ste vi nekad videli trafiku iznutra. Trafika iznutra je nekako kao neki soliter. Napakovano je do sitnih, sve je prepuno. Znači grickalice, kikiriki, sve, one novine, recimo, kada neko kupi, on uzme iz neke kutije pa dopuni, to su te kutije tih novina, ima jedna grejalica, onako je nekako, puno toga ima. Ima jedna stolica. Sad ima taj kao neki šank na tome, ja sam ušla i sad gledam gde ću, sa onim sličicama, oni papiri, sve. On kaže, sjed tu, ja tu stanim, rasporedim se na onome, onako s desne strane, on je seo s leve da prodaje normalno. Ja u nekom trenutku, ja ne znam, meni je to nekako nisko da ja sednem, ja sam sela njemu u krilo, ali nije to u krilo, ja sam sela nekako njemu na koleno i sve onako gledam da ne smetam, da ne utrne noga. I ništa, ja tu gledam te sličice, tu ljudi dolaze, ali nema tu puno ni ljudi, to kad ljudi rade. Ja tako radim te sličice, to onako mehanički pregledam, meni je potrebno jako puno koncentracije i ja tako čujem nešto kao nešto šišti, kao da neko, pa ne znam, onako teško, kao kad neko ima astmu. Ja ne znam, onako tu sam izgubila koncentraciju, ne znam, kao da sam se odvojila, ali ne da sam se odvojila puno, nego možda tako 60 centimetara. I onako kao da ima neki zid. I gledaš, a tebe niko ne vidi. Gledaš napolje, nije pao mrak uopšte. Onako ljudi prolaze. Moj ćale na biciklu stajao s Filotićkom, pričaju nešto. Ja znam da oni mene, nisam ja ništa ni rekla. I onda nekako ima taj kad se oznojiš, ima tu neka kap, stane na dlakama. I ona stoji tu i onda nekako samo sklizne odjednom. I sklizne, mislim, tipa u gaće. I onda osjetim kako mi se srce kuca, ali ne kuca srce gde je srce, nego u stomaku ili dole i onako šušti ušima, šušti, kao timpani, neke 1000 timpana, šušti i samo odjednom on me ovako uhvati za ramena i kaže, sad ideš kući, brinući se tvoji. Ja sam držala one sličice, samo sam ih ispustila, ostale su 2. Gledam ovako na ruci, a onako iz svaka dlaka ima svoj neki brežuljak iz kog raste, baš sam jasno videla dlake, bele. I onda
on krene da skuplja te sličice, a drži me ovde rukom tom. I on ima crne dlake, drugačije, ima neki ožiljak i malo onako prljavštine ispod nokta. I ja izađem i on zatvori vrata i ja gledam vrata, ne znam da ste nekad vidjeli vrata od trafike, one su sivi lim, onako rebrasti i zlatna kvaka. Ta kvaka deluje da je mekana, ali ja je nikad nisam pipnula. I samo sam tako gledam one sličice. Poslije sam popunila album. Poslije sam popunila još 2 albuma, isto tako. Naravno, ništa nisam dobila i ne znam šta se promeni kad izrastu dlake. Meni je uglavnom sve bilo isto. Ви благодарам, Марија, за оваа одлична приказна и извонредна изведба. Повеќе од тоа не би можела во моментов да искоментирам. Би сакала да ја представам нашата последна гостинка за вечерва. Тоа е Совчето, односно мојата сограѓанка Софија Ристевска, која што е режисерка, дипломирана режисерка, што досега зад себе подпишува на 30 театарски представи и која што е основачка на Интимен театар во 2010 година во Битола, кој што е еден од ретките независни театри кај нас. Во моментов Софија се занимава со една многу интересна представа во која што главните улоги ги играат жени кои што преживеале рак на дојка. Повелете, Софија. Фала ви многу. Прекрасни беа приказните на моите колешки, се надевам дека јас ќе се фокусирам да ја кажем мојата. Инаку јас сум во моментов бремена за моје второ дете. Шеста недела е бременоста, имам едно мало девојче од 1 година и 6 месеци. Точно моето прекрасно дете веќе може да седи само со бабата, може да седи само со таткото. Јас сум повторно бремена. Како станав бремена? Значи, Министерството за култура оваа година, како што знаете, не даде скоро никакви пари на македонскиот независен сектор. Значи, скоро никакви. Интимен театар, кој што е еден од ретките театри што има свој простор, и еден од ретките театри што работи во провинција, што не е во Скопје, по втор пат не добиваме никакви пари. Кога ја видов програмата, јас толку многу се изнервирав, што одржав пред мојот сопруг еден агитирачки говор дека ето, и оваа година јас немам проект, што ќе работам цела 1 година и ние мораме да имаме второ дете. Престаревме, јас имам 40 години, мажот ми 45, тамам ќе си ја пополниме годината. Но, јас не очекував дека космосот ќе ја солушни мојата желба веднаш. Се надевав ќе ја забави барем до месец јуни. Тамам детето ми порасна малку, требаше да дојдам на Пич-Прич, од тука да го фатам ноќниот воз за Белград, да одам во продавница за дебели жени, да си накупам малишта, да гледам театар во Драмско позориште, се ми беше испланирано. Но не, последниве 10 дена мене толку многу ми се лоши, што јас не успеав ни концептот за мојот говор да си го имам во главата на една целинка. Значи малку размислувам, ми се лоши, размислувам, повраќам, размислувам, ми се лоши. И пред да тргнам, за да дојдам во Скопје, бидејќи дојдов во последен момент со најлошиот автобус, затоа што мозокот не ми размислуваше на каков начин да се транспортирам до Скопје, поминува сестра ми ми вели, можеше малку да се изврбаш. Ке беше феминистка и без белите влакна. И јас велам, најмилка, да, но ќе бев многу измачена феминистка. Не можем да одам со легенчето и да седам на фризер, а жената да ме фарба. Прости ми, сестра ми повторно кажа дека можев да се изврбам. Така да, заради тоа споделив дека бременоста ме спречи да се изврбам и се извинувам. Инаку, како што може да забележите, јас сум исто така и дебела жена. Од секогаш дебело дете, дебела младинка, дебела тинејџерка, значи дебела жена. Во балканските параметри дебелата жена е еквивалентно на неатрактивна жена, непожелна љубовница. Значи, моите контакти со мажи во младоста беа многу инцидентни, многу ретки. Така да, јас знаев во мојата глава дека кога ќе правам секс, доста сум дебела, убаво е барем да немам влакна. Но си го користев бричот.
Значи, најмили се бричев и тоа беше прекрасно. Се до 2009-та, кога јас се влюбив во еден србин, најмила. Бескрајно, многу. Значи, србенот не беше влюбен во мене и ми велеше, драга Софија, значи не волим те. Ако желиш, престани да долазиш. Ја кажем, не, ја те волим, ја има да долазим код тебе. Прошла година, 2-3, човек ме прима, што да не, мислим, ја долазим, имамо секс, све е дивно, јас сум се оддајна во сексот, се оддајна. Значи сега, интимниот живот не ми е 1/10 од акробациите што ги правев на она време. И мојот пријател, кој што прво ми велеше дека не ме сака воопшто, потоа малку попушти и рече, Софија, ја те волим едино кад сам пијан. Напредок. За потоа да ми каже дека со подебела жена во животот нема спиено, мислам беше комплимент, или барем јас така си го разбрав. И сега, најмили, на мојот пријател му текна гениалната идеја дека ако јас се издепилирам, значи јас немам влакна, тоа го разбравме, се трудам да немам влакна, затоа што сум дебела, но ако се издепилирам, то оралниот секс ќе биде лудило. И јас решавам да, ќе одам прв пат на 30 и кусур од години и ќе се депилирам. Одам кај Бети во Битола, најдобрата депилирачка во градот, и велам, најмила, да ме издепилираш. Бети вели, Софија, видете боли? Да, викам, Бети, свесна сум, ве молам, пробајте, па одиме, тоа е, нема враќање назад. Значи, Бети ме депилира еднаш, значи, болката беше неподнослива. И јас велам, Бети, многу ме боли, брзај, значи, на брзака, нема цел ден, најмила, овде да се депилираме. Верувајте, кога Бети ме издепилира, имав крвави подливи под кожата, бев со црвени топчина на вагината, во целиот вагинален дел. Се вратив кај мојот пријател, тој беше презадоволен, оралниот секс прекрасен, но од оваа перспектива би ја вратила депилацијата и би го вратила дури оралниот секс, да не правам депилација. Така да, за тој маж прв пат се издепилирав како депилација. Сега, најмили, по време поминува, јас се мажам за мојот прекрасен сопруг и треба да родам дете, моето прво девојче, пред 2 години. Одам во државната болница во Битола, кај мојот гинеколог, доктор Сотир, кој што е многу млад гинеколог, но успешен, надежен и прекрасен, и во државната болница ме третираат супер. Сите се околу мене, ми прават по, не знам, 5 еха месечно, не е проблем, ништо не се плаќа, плюс докторот ми е, нели, пријател. И доаѓа времето за породување. Со царски рез требаше да се породам и јас влегувам да се избричам, затоа што сепак си велам, толку беа фини луѓето, да не треба тие да ме бричат, така малку јас да се подизбричам. Мојата мајка, by the way, која што е прекрасна жена, амбициозна, јарец, кај неа нема лабаво, кога јас кажав дека мама, јас сум бремена, мајка ми рече, видим, најмила, мора да одиш да си купиш алишта за детето. Јас кажав, не, бременоста нема да ми го фати целиот живот, јас сум режисер, има да работам, забрането е да зборуваме за детето, ќе си купам алишта потоа. Фала Богу што мајка ми купи алишта, инаку ќе го извадев детето како Jesus Christ во една пеленка од болницата. И значи, мили мој, јас влегувам да се бричам, нели? Огромна, од доста стомак, од доста јас, огромна, тркало. Значи се обидувам некако да се дофатам, мајка ми тропа. Так, Софија, да не ти треба помош. И што да кажам, ми треба помош, кога таа 5 пати ми кажа, штом влегуваш во 9-ти месец, мора се да ти е направено, не знаеш кога ќе се породиш. Успеав, некако се избричав, стигнав, ме породија, заврши таа епизода и сега сум повторно бремена, дури се задишувам при зборување страшно. Сега мојот доктор Сотир се префрли со работата во приватната болница во градот. Значи, во мојот град има една прекрасна приватна болница, која што е доста успешна и е многу успешна во инвитро процедурите. Пред јас да забременам за моето прво дете, во таа болница правев инвитро, затоа што отидов кај докторот, главниот доктор одговорен за инвитро, да ме прегледа. Докторот ме прегледува и вели, Софија, се е во ред, генерално имате матка, но матката ви е во форма на гарсонјера, а треба да ви биде како трособен стан. Јас велам, ама докторе, ама луѓето живеат во гарсонјера, прават љубов во гарсонјера, раѓаат деца, но за мојот доктор се испод трособен стан не се важи. Решивме дека треба да правиме инвитро.
Го направивме инвитрото, има јајцеклетки, значи те стимулира за да направиш јајцеклетки. Ми извадува јајцеклетки, му викам, докторе, колку извадовме јајцеклетки? Тој вели, Софија 3. А велам, таа е добро, нели се 3, тоа е добро. А вели, на оваа пред тебе 7 му извадовме. Океј, од 3 јајцеклетки се оплодија 2, успешен ембрион еден и ми го вратија. Значи, инвитро процедурата да успее на прво е практично невозможно. Тоа е страшен психолошки товар за жената, многу е инвазивно за телото, значи треба неколку процедури. Нормално мојата процедура не успеа. И јас се јавувам во болницата кај биологот и викам Никола, кај главниот биолог. Јас прокрварев. Најверојатно инвитрото не е успеано, значи добив циклус. Целата инвитро процедура кошташе 3000 евра. И Никола ми вели, Софија, ве молам, прво ќе си направите дали сте бремена или не, како тест за бременост, но со крв, кој што кошташе 800 денари, нормално. Видовме, тестот излезе негативен. И Никола ми вели, амам бе човек, шубав ти беше ембрионот, јас мислев бремена си. Ето, ова беше репликата на неуспешно инвитро. Сега во моментов мојот доктор работи во таа клиника и јас одам да се прегледам. Одам да се прегледам, оп, имаме бременост, 2000 денари. Оп, бременоста има срцево биење, 3000 денари. Ембриончето има само срце. Понатаму кога ќе се развиват цените одат нагоре. И затоа најмили сум решена. Од сега си ги растам сите влакна на телото. Нема шанса да се депилирам или да се избричам за приватната болница. Имам право да имам влакна и кога ќе одам на пороѓам, одам со комплетно сите влакна на мене. Само уште 2 кратки истории ќе бидам готова, нема да ве мачам повеќе. Значи, уште ова е многу интересно, затоа што во нашиот град има една многу прекрасна козметичарка, кај која што јас одам за вегите, бидејќи вегите ми се некако сгрешени. Јас не можам баш да си ја видам грешката, но сгрешени се и јас одам на поправка. Значи, сама не ги кубам вегите, одам кај козметичарката. Сега, мојата козметичарка има мајка, тетка Жане. Тетка Жане продава алишта, но за дебелите жени од градот, така наречени VIP клиенти. Значи, алиштата на тетка Жане коштаат, значи едно фустанче 150 евра, најмалку. И кога јас одам, бидејќи ги купува од Турција, од не знам каков бренд, и кога таа ти раскажува, се звучи толку прекрасно, и ти одеднаш се наоѓа со 3 хаљини, трошиш така 400 евра, а оди само неколку влакненца од вегите да ти ги тргнат, нели? Дури си носев и хаљниче од тетка Жане, ама немав снага, верувајте, да се облечам во хаљинчето. Така да, во последно време одавна немам одено да ми се направат вегите и да ми се искупат, затоа што Жането само, Совче, дојде повели кај мене. И кај е царството на алиштата. И одеднаш, јас имам 3 хаљини одбрано и таа ми вели, најмила, за тебе може и на рати. Јас вам тетка Жане, земете 400 евра така, не ме мачете. Па тоа е се исто. Сакав да напоменам уште дека во нашето општество во кое што ние живееме, како што сите предпоставувам гледате, ова е општество на агресивната индивидуа. Ова општество не е солидарно со различните, не е солидарно со послабите. И тоа од секогаш многу ми пречело. Например, мојот татко, кој што е многу реален човек, понекогаш заборава да има влакна на јазикот. Предпоставувам мислејќи добро, но многу често ме повредувал. На мојата свадба, јас сум мажив доста возрасна, го зеде микрофонот за да одржи мал говор и вели, фала ви, мили пријатели, што дојдовте, јас многу се радувам, ето, конечно ја омаживме и Софија. И јас седам со хаљинче розево од македонски дизајнер, со оранжови карнери и ќутам. Така да понекогаш тоа немање влакна на јазикот воопшто не е добро. И сакам да кажам уште едно нешто, дека во македонските театри, дисциплината во која што јас работам, многу често има многу груби луѓе. Ако мојот колега маж се труди 100% да ја исполни својата задача, ние како жени се трудиме најмалку 300% за да го добиеме истото почитување и да се исполнат нашите барања. Во еден театар во помал град, блиску до Битола, имав проба со возрасни глумци. Сите беа околу мене.
влегува директорот, ме погледнува и вели: Боцицки! Боцицки? Боцицки? Дали му рекол на некој мој колега Бокур? И во истиот тој театар, единствен пат кога су била преблагодарна што Господ ми даде влакна на јазикот и ми даде мозок да поќутам, беше кога јас репетирав, еден сценски работник поминуваше на сцена константно и јас прашав: се извинувам, зошто сте толку присутни на сцена? Ми сметате, работам. Дечкото скокна од сцената директно пред мене, со буквално со тупаница пред моето лице и рече: ќе те отепам бе! Немаш никакво право да ме прашуваш бе! И јас поќутив и седнав. Значи, ако тој ми удреше, буквално ке ме деформираш, јас викам: но те молам, дај да се смириме, како се викаш? Тој ми: Дејви бе, Дејви се викам. Така да, не знам, влакната на јазикот многу често треба да бидат присутни кога се наоѓаме во некои деликатни ситуации, кога треба да бидеме емоционално интелигентни. И за крај, готово нема повеќе да должам, дека јас и мојата колешка Билјана Крајчевски имаме една театарска школа, каде што образуваме млади деца, сосема деца до 14 години, даваме лекции по глума и ги учиме сите тие млади деца, посебно млади девојки, дека е многу важно да знаат дека имаат право на избор. Имаат право на избор, имаат право на образование, имаат право на сигурен живот, имаат право на репродуктивно планирање и имаат право да имаат влакна. И днината е во нашите млади девојки и само ние како свесни жени можеме да го промениме ова општество во кое што живееме. И се надевам дека тие наши студентки ќе бидат горди носителки на влакна по целото тело. Ви благодарам. Па мислам може да се согласиме дека имавме фантастична пич вечер за 8 март. Стварно, не знам што кажа Славчо, но ќе ми кажеш после. Нели, стварно беа фантастични. Сите приказни, екстремно релевантни, многу добро изведени. Јас сум навистина горда што имавме вакви учеснички вечера. Ве молам уште еден аплауз. И ја чекаме Совчето стендап комедија да почне да прави. Навистина се изнаслушавме досадни хетеромажи како дробат глупише ги. Гарант има, сега за 8 март, 100% има низ градов такви. Да, сигурно. Да. Да се заблагодариме прво вам, што ни верувате и што доаѓате и што не подржувате. Навистина, едно големо благодарам до публиката. И секако до Тит Инк, Јана и Кика, и целото друштво што се врти околу Тит Инк. Им благодариме, тие се нашите соработнички во оваа работа. Сакаме да кажеме нешто што следува, што е во организација на Тит Инк. Слайд. Ајде. Во меѓувреме може додека чекаме да се заблагодариме на сите што... Добро, тука сме. Прво па женско од 9 до 12 мај. Најубавиот фестивал во Македонија. Да, значи продолжуваме, тоа е фестивалот на феминистичка култура, од кој што ние сме редовно и посетителки и учествуваме. Да се заблагодариме на сите наши соработнички и соработници кои што ни помогнаа во успешната реализација на настанот, да се заблагодариме на Квина, Телквина, шведската фондација која што реши да не поддржи. Исто така и на холандската амбасада која што ни ја даде својата поддршка и уште еднаш на ова кога започнувавме, не очекувавме дека навистина ќе можеме и да имаме странски гостинки и дека ќе има ваков интерес за работи кои што ние сметавме дека се уште се на маргините. Покажуваме дека има огромен потенцијал за вистина важни работи, да се зборува во големи простори и да се ужива во тоа. Ви благодариме многу. И уште една работа, ќе имаме слем на прво па женско. Така што сите потенцијални раскажувачки може да започнете да се обично имаме темите ни се сите, така што растете влакна во меѓувреме, можеби ќе имате што да раскажете таман во мај. Фала многу уште еднаш.